Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ не престанува да се бори за интересите на оризопроизводителите. Иако СДСМ и ДУИ веќе еднаш го одбија нашиот предлог закон за стокови резерви, повторно го поднесов. Овој пат по скратена постапка и истиот веќе е на дневен ред на 74-та седница на Собранието на Република Македонија. Со измените на Законот за стокови резерви, кои ги поднесовме, се предлага оризот да добие третман на производ од посебно значење и да стане дел од производите кои ги сочинуваат стоковите резерви. Со ова, Агенцијата за стокови резерви ќе може да работи со оризот како и со другите култури и ќе овозможи пазарните вишоци да бидат откупени од страна на државата. Преку ова ќе имаме зголемен откуп и реални пазарни цени на оризот. Време е да престане неодговорниот однос на министерот Љупчо Николовски и на владата на Ковачевски, кои што ги доведоа оризопроизводителите во катастрофална состојба и поради тоа е неопходна брза и решителна акција на Собранието. За крај би сакал уште еднаш да упатам порака до парламентарното мнозинство да ги тргнат настрана партиските игри. Живееме во тешки времења за сите граѓани и сите треба да дадат поддршка на овој закон кој што значително ќе им помогне на оризопроизводителите. Ви благодарам. Прашање, повелете. Не знам дали забележавте што се случуваше претходниот ден кога траеше маратонската седница до раните утрински часови. Практично, пратениците имаат право на збор и сите сме еднакви кога имаме право на збор и да говориме. Една од алатките на Талат Џафери да се справува и да врши мобинг над пратениците е тоа што правото на збор се злоупотребува на маратонски седници. Замислете да се пријавите на збор и да добиете време во кое што треба да се обратите на македонската јавност во 2:30, 2:40, 3 часот наутро на седница која што започнала претходниот ден. Да не зборуваме дека навреме треба да се известат пратениците ако продолжува работата на Собранието по 18 часот и да не зборуваме дека решението за 73-та седница беше за 7, а таа продолжи на 8. Невиден мобинг и невидено насилие над пратениците со што практично се замолчува и се прават обиди да се замолчи опозицијата. Поради тоа, 74-та седница започна само практично неколку работни часови по завршување на претходната седница. Поради ова, ние цело време апелираме дека потребно е да се смени односот на Талат Џафери кон опозицијата. Поради ова ние сакаме да разговараме за нечовечкиот однос. Поради ова сакавме да разговараме и за навредувањето на службите. Сите овие теми треба да бидат отворени, меѓутоа еве вие видовте за жал кога беше свикана комисијата дека со 5 гласа против беше одбиен дневниот ред. Ова не е работна атмосфера. Правото на говор кое што го добивате не е право на говор ако го добивате во 3 часот по полноќ и ова не е начин да се работи овде во Собранието. Токму поради ова повикуваме дека треба да имаме единство и сите да бидеме сплотени кога станува збор за оризопроизводителите, затоа што, верувајте ми, ни се заканува глобална прехранбена криза, за жал, во нашето премногу политизирано општество. Овие теми кои што треба да бидат клучни теми, затоа што од ова зависи животот на граѓаните во Република Македонија, се наоѓаат на второ место. За жал, Талат Џафери со неговото однесување успева да наметне овде во собрание некои други теми и наместо во моменти кога траеше сидбата, ние го предложивме овој закон уште на 5 мај, наместо оризопроизводителите да бидат сигурни во она што го работат, да бидат сигурни дека ќе добијат откуп. Затоа што, верувајте ми, по овие цени тие не можеме да овозможиме ни основна репродукција, камоли пак инвестирање во оваа гранка. И погледнете во собрание, сите закони за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој доаѓаат од колеги пратеници. Министерот за земјоделство, кој што претходно беше и министер за борба против корупција и не доеде на 111-тото место, нема предлог од ниту еден закон. Поради тоа велиме дека пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ се грижи за ова, а за да продолжиме да работиме, да бидеме ефективни, мора
да престане нечовечкиот однос кон нас. Ако не престанува, останува како наш најсилен партнер да биде народот, токму затоа го повикавме и големиот протест на 18 јуни, затоа што во Македонија верувајте дека имаме премиер кој што не се обратил пред повеќе од 100 луѓе. Тој практично и не видел како изгледа маса народ. Тој никош не одржал говор пред повеќе од оние кои што бевме собрани на пратенички прашања, така да на 18 Ковачевски ќе може да излезе пред влада, да види како изгледа маса народ, да види на кој е тој премиер, да види кои се тие луѓе на кои што се покачуваат цените на горивата секој ден, да види кои се луѓето кои што се борат со инфлацијата, затоа што верувајте ми, во оваа битка со инфлацијата не сме сите заедно. Тоа може да бидат приказки дека сме сите заедно. Владата на нормативна основа собира повеќе пари од зголемените цени. А знаете дека врските кои што ги има владата и Ковачевски се на нормативна основа. Тие се фиксни износи да ја платите и полицијата, и војската, и градинките. Така да, од целата оваа ситуација осиромашуваат граѓаните, страдаат граѓаните, а оние кои што имаат повеќе пари, тоа е владата, затоа како партнери, ако не престане овој однос, ние се повикуваме на народот и очекуваме широка народна поддршка. Ви благодарам.